Универзитетски клинички центар Мајка Тереза е официјалното, но има и колоквијално име – државна болница. Кој да бил кумот, не можел да смисли назив кој подобро би и прилегал. Секој ден од цела држава, според последните достапни проценки, државна прима околу 2200 посетители, кој за преглед, кој за интервенција, што може да значи живот или смрт. Нема на друго место каде. За приватно нема пари. За операција на кук. А во Гостивар болницата нема таква можност? Нема. И два, мислам да изградат кај има потреба, бидејќи цела Македонија покрива само ова. Вие доаѓате прво на клиника или пробувате во другите болници, да речеме? Не, јас сум директно во клиника заради тоа што сум од стари дани. Сум ја почитувала клиниката и би имало добри доктори, сега нема ништо. Некои делови од државна за стари, а останатите се многу стари. Остаре дури и првата најава дека ќе се гради нова. Поминаа 13 години од кога тогашниот премиер Никола Груевски ја внесе во јавен домен идејата за изградба на нов универзитетски клинички центар во Скопје. Подобро да се изгради нова зграда, отколку стари згради по 70, по 80 години стари да се реконструираат. Потоа, уште 4,5 години отидоа на проектирање и барање пари, за во втората половина на 2016-та да се распише меѓународниот тендер. Оваа инвестиција представува круна во македонскиот здравствен систем. Поставуваме нов стандард за квалитетот на здравствените услуги во Македонија. Инвестицијата само за градба ќе чини некаде околу 70 милиони евра, а целокупната инвестиција за модернизирање на кампусот е во вкупна вредност од над 120 милиони евра. Следната 2017 година, непосредно пред промената на власта, Никола Тодоров го потпиша договорот за изградба со италијанската Инсосистеми и домашните гранит и бетон. Овој проект не е само наш проект. Ова е национален проект. Сепак изградбата никогаш не почна. Новата власт ја прифати идејата за нова државна, но не според планот на претходната. Одлучивме дека последната локација не е најдоброто место за понатамошно функционирање на клиничкиот центар. Тоа место е угушено. На тоа место дури и со новиот проект немаше да се постигне добро сообраќајно решение. За нова локација беше избрана местноста Велеполе, до Скопската обиколница. Се смени и финансиската конструкција од 130 на над 400 милиони евра. Па партијата што промовираше нов клинички центар на старото место, ВМРО ДПМН, го блокираше законот за нова болница на територијата на општината Ѓорче Петров. Така и остана во следните години. Qeveria edhe populata prioritet numër 1 e kanë vendimin për ndërtim të një qendër klinike universitare me gjitha standardet e nevojshme për funksionim më të mirë dhe ofrimi më të mirë të shërbimeve shëndetësore ndaj banorëve tanë, mirë po pengesat financiare apo vështirësitë në aspektin financiar na hezitonin disi të marrim hap konkret. ВМРО ДПМН се врати на власт во 2024-та, но ниту во партиската, ниту во владината програма има рокови за нов клинички центар. На таа линија беше и министерот за здравство од редовите на коалицискиот партнер ВЛЕН. Ако успееме идната година да започнеме Штипи Кичево, и тоа да се заврши за во рок од 2-3 години, и тогаш да почнеме да размислуваме за нов клинички центар. И Арбен Таравари си замина од владата, а остана нејасно дали извршната власт практично крена раце од нов универзитетски клинички центар во Скопје. Се обидовме да добиеме дециден одговор од повеќе места. Првата адреса ни беше Фондот за здравствено осигурување. Пред се затоа што во февруари годинава директорот беше конкретен дека планот за овој проект е на пауза. Прво, демографијата ни паѓа. Значи, со текот на годините има се помалку население, така да можеме да ги погледнеме и бројките на осигуреници на пациенти. Второ, дел од капацитетите не се искористени како што треба. Од сите капацитети во Македонија постоечки, најблиску до стандарди за нешто повеќе, вклучувајќи за универзитетска клиника, има 8 септември.
И покрај нашето инсистирање и дописи во изминативе 10 дена, не добивме нов став од институцијата. Дали проектот и натаму е на пауза или нешто се сменило? Кое што на располагање ни става околу 6 милиарди евра, негде околу 5 милиарди фунти. Прашањето го поставивме имајќи предвид неодамнешната изјава на премиерот. Откако владата најави дека земјава ќе позајми до 6 милиарди евра од Обединетото кралство, Христијан Мицкоски додаде дека можеби со тие пари финансиски ќе се покрие и новиот клинички во Скопје. Дел од проектот кој што ќе биде заедно со Обединетото кралство ќе биде токму фокусиран на здравството и кој што очекувам нормално доколку условите се поволни да кулминира со изградба на конечно посакуваниот голем клинички центар дека во Скопје. Единствената институција, односно функционер кој се нафати да разговараме на оваа тема беше заменик министерот за здравство Јовица Андовски. Тој го повтори ставот на премиерот дека приоритет во овој момент се другите болници низ државата, но во исто време остана на тврдењето дека проектот нов клинички не е на пауза. Сакам да повторам дека ние сме моментално фокусирани до завршување на проектот изградба на болницата, клиничката болница во Штип, заедно со студентскиот дом и универзитетот. Исто така сме фокусирани во доградба на болницата во Кичево и целосна реконструкција на клиничката болница во Тетово. Од кога тоа ќе започне да функционира, а сме во завршна фаза со административните работи за да може да отпочне таа постапка, потоа ќе почнеме да размислуваме, ние разговараме и за клиничкиот центар во Скопје, но моментално не можам повеќе да дадам одредени детали, затоа што се уште се разговара и за локацијата, се разговара и за начинот во кој дел би било, како би изгледало тоа, инаку се разбира дека доколку ова започне и биде секој што треба, како што каже и премиерот, клиничкиот центар Скопје е планиран, исто така може да се искористат средства од овој заем. Така, тоа е дефинитивно дека од заемот ќе се користат средства или тоа се уште не е дефинирано? Јас пак ќе повторам, но додека не започне процесот на овие до реконструкција на овие работи што се започнати, тоа не можам да го кажам. Тоа значи дека идејата за клинички во Скопје сепак не е на пауза? Не е на пауза. Не е на пауза, но и не се знае каде и кога ќе се гради. Оваа контрадикторност се обидовме да ја разрешиме, барајќи конкретен одговор со рокови од владата. Откако не добивме ништо од прес-службата, отидовме на настан на премиерот. На прашањето кога ќе се гради нов клинички во Скопје, тој одговори: фокусот сега е на Штип, Кичево и Тетово. Доколку ова све го заокружиме и биде успешно, тогаш е веќе втората фаза изградба на клиничкиот центар во Скопје, кој што ќе биде замена за актуелниот клинички центар, а во меѓувреме актуелниот клинички центар ќе се реновира и реконструира во рамките на можностите на фондот и министерство. На прашањето каде ќе биде локацијата, кажа дека не е одлучено, а потоа додаде дека земјава веројатно ќе плаќа пенали за поништениот тендер за изградба на нов клинички на истото место. Потоа прашавме, а колку ќе чини? Па треба да видиме врз основа на проектот кој што го замислуваме, колку легла ќе има, каков тип на опрема ќе биде вграден и така натаму, но секако ќе биде барем за 100 до 150 милиони евра поевтин од тој кој што претходно го промовираше претходната влада пред неколку години. Премиер сепак не ви е приоритет. Повелете ако има други прашања. Прашањето за нова државна болница не е прашање само за згради, туку и за системско прашање. Дали земјава влегува во стратегија да инвестира во регионални клинички центри за сметка на еден сеопфатен во главниот град? Би било добро да ги има и двете, но искуството покажува дека тешко се наоѓаат и пари, и кадар, и пациенти за такво нешто.